Добре дојдовте во За или против. Јас сум Љупчо Цветановски. За криминалите и далаверите на СДС и други кои што полекано секојдневно излегуваат на виделина, токму во За или против ќе зборувам со Драган Ковачки, пратеник, член на извршниот комитет на ВМРО ДПМН. Добре дојде. Благодарам за поканата. Чест ми е што сум во вашата емисија. Поздрав до вашите гледачи. Исто така, Драган. Да почнеме со денешната афера која што ја продолжуваш, но ја обелодени. Велиш дека се дека таткото на Дрина Ахмети е на глава на Ислам Абази, шефот на јавното обвинителство за организиран криминал и корупција. Јавното обвинителство ќе молчи. Ова ти е и фигуративно и буквално. Така и метафорички, меѓутоа и фактичката состојба е таа. Гледате што се случува со обвинителството. Ние веќе неколку дена објавуваме серијали за криминалите на кланот Ахмети, значи за коруптивните скандали. Бараме институциите да се произнесат за тоа како внукот на господинот Али Ахмети, на пратеникот, односно на лидерот на Демократската унија за интеграција, кој што 20 години веќе суверено владее во Република Македонија, како се стекнал, односно како купил еден објект во вредност од околу 30 милиони евра во строгиот центар на Скопје. Значи зборуваме за трговскиот центар Соравија. И гледате дека по однос на нашите укажувања и побарувања, институциите си ја префрлаат одговорноста. Гледате, прво излезе ДКСК, па излегоа некои други, министерот за внатрешни работи го повикуваше обвинителството, обвинителството ја префрли одговорноста кон другите институции и така натаму. Се некој некако си ја префрла одговорноста, а никој да се зафати со работа. Практично институциите се во едно мртвило и никој не превзема никакви активности. Затоа излегуваме на пресконференција и повикуваме да се испита случајот, значи до детали да се испитаат трансакциите доколку постојат. Гледаме денеска финансова полиција излезе со информација дека немало трансакции, што е уште еден индикатор како тоа немало трансакции, а е купен трговскиот центар Соравија. И сега зошто ние кажуваме, зошто прашуваме и зошто бараме јавното обвинителство да биде тоа кое што треба да покрене истрага, затоа што тоа е најодговорно, така е по хиерархијата, по македонскиот систем. Значи односно тие се најодговорни за покренување на истрага и тоа треба да го направат. Сега главното прашање е дали ќе го направат или нема да го направат. И ако нема да го направат, зошто нема да го направат? Тоа е токму тоа затоа што видовте една слика во која што во една фамилиарна атмосфера, така опуштена атмосфера, седи таткото токму на младиот предприемач кој што имал визија, имал идеја за еднината и така натаму, и токму затоа му се одстапени тие 39% од Соравија, така барем кажува овие што го бранеа на пресконференцијата. Дали тој ќе покрене нешто, меѓутоа мислиме дека нема да покрене, зошто? Затоа што господинот Ислам Абази е токму тој кој што е поставен по налог на Демократската унија за интеграција, поради врските кои што ги има со таа политичка партија. Ќе ве подсетам, за неговиот избор имаше реакција дури и од амбасадорката на Соединетите Американски држави, која што јавно посочи дека е загрижена за изборот, начинот на избор и така натаму. Иако претходно премиерот Ковачевски го честиташе изборот, а после тоа од која слушна изјавата на амбасадорката ретерираше. Сега фигуративното, она што го кажуваме и метафорички, ако сакате да го гледате, точно е да буквално му седи како на главата на таткото, значи на младиот предприемач, буквално му седи на главата на новиот јавен обвинител за гонење на организиран криминал и корупција и цениме дека тоа нема да се случи. Меѓутоа, факт е и јасно е на целата македонска јавност ја виде, затоа што сите видоа, а за жал видоа и странците, виде и меѓународната заедница со какви нерани мајковци си имаме ние овде работа, како држава и како општество, односно видоа дека без разлика и да се покрене, и да не се покрене, го извадивме криминалот на кланот Ахмети. Точно сега сите знаат за какви структури се работи, кои лица ја водат државата, како го трупаат криминалот, значи како прават мултимилионски суми кои што веројатно ќе им требаат понатаму за одоброволување на идни процеси кои што веројатно ќе бидат водени токму против нив. Зборувам од правосудните органи кои што ќе бидат ослободени после промената на власта.
Народот веќе се шегува со она што знае дете што се 30 милиони евра, но не зборуваме само за Соравија каде што има 39% удел, тој има и каменолом за Варовник, мала хидроцентрала, мултимилионски бизниси. Во целата оваа приказка одиме до она што се вели рибата смрди од главата, не смрди од опашката како што тврдеше претходникот на Ковачевски Заев, нели во една од оние неговите црни, зелени бисери какви да беа изјави, но Ковачевски наиндикативно можеби што молчи на прашање новинарско на мој колега. Тој одговори: што ме прашувате мене за внуците на Ахмети, прашајте ме за моите внуци. Тој е председател на влада во која што најмногу министри има Али Ахмети. Затоа и го праша. Одговорот беше малку симптоматичен. Односот кој што го има господинот Ковачевски со медиумите веќе е познат на јавноста, посебно и на вас медиумите, вие познат, гледате дека цело време прави некакви испади кои што не доликуваат на функцијата премиер. Меѓутоа тоа е затоа што тој е таму донесен. Тој не поминал низ еден процес на регуларни избори, да оди со програма на избори, да го изгласаат, за да навистина осети што значат медиумите и што треба тој да прави како премиер, значи носител на јавна функција. Тој треба да биде отчетен, тој треба да биде одговорен, а не на начинот на кој што се однесуваше. Значи, вие да го прашувате конкретно за работа за која што е јавен интерес, значи за неговиот коалиционен партнер, кој што му е главен во владата, кој што го води практично и кој што му ги дава сите совети, кој што видовме дури не може без него ниту оставката да си ја поднесе ако не го праша него и Талат Џафери. Факт е дека тој не смее да мрдне, дури не смее ни да им писне на овие од Демократската унија за интеграција. И затоа се обидува да дефокусира и да спинува и да кажува на овој начин, да се изразува дека не ме прашувајте за неговите внуци, прашувајте ме за моите внуци. Не се во прашање вашите или неговите внуци. Во прашање е на кој начин е купен трговскиот центар Соравија. Како може фирма која што работи со загуба во одреден период после формирањето, 2-3 години колку постои, формирана е со капитал од 50.000 евра, да купи центар од 30 милиони евра. Од каде се парите? Тоа е главното прашање. Тоа треба да го одговори господинот Ковачевски, а не да дефокусира и да ја замајува јавноста, за да после се прават спинови и цело време да народот се занимава, простете ми на изразот, со неговиот простотилак. Значи, треба да се занимаваме со вистинските работи. Ако е државник, како што сака да се представи, нели ќе бил премиер до 2028 година, тој мора да одговори на македонската јавност и не смее да бега. Зошто? Затоа што тој има институции под него. Министерството за внатрешни работи е под негова контрола. Тој го предложи Оливер Спасовски да биде министер за внатрешни работи. Финансовата полиција, која што за жал е под министер на ДУИ. Така. Меѓутоа, сепак е дел од неговата влада. Јавниот обвинител на Република Македонија, кој што е на предлог на СДСМ, тие луѓе морат сериозно да си ја сватат работата. Сите тие се предложени од овој премиер. Тој носи политичка одговорност. Не може да бега. Јас не викам тој да биде истражител. Никој тоа не го бара. Меѓутоа, тој треба да знае дека како носител на највисоката функција во извршната власт, тој има политичка одговорност и тој мора да бара одговори. Ние не видовме да го барем повика господинот Али Ахметиеве, тој е пратеник исто така, како што се заканува дека ќе разговарал со нас пратеници за уставните измени, можел да го повика да го праша за криминалот. Јавно да го повика, да каже: излезете, господине пратеник Ахмети, објаснете на македонската јавност. Има, нема, лажат овие од опозицијата, лажат медиумите. Дајте да видиме, да ја расчистиме работата. Тука е главното прашање, а не да бега и да се крие, да ја замајува јавноста и да ја дефокусира. Имавте претходни случаи кои што наликуваа на овој, но тие има разрешница некаква. Си зборувам за оние случаи со функционери на СДСМ, високи функционери како Рашковски, како Димова, моравте да направите по 2-30 пресконференции за да тој глас конечно допре некако тешко, нели, до јавното обвинителство, па тие конечно да се осмела да тргне работава. Еве ги случаите по 2-3 години, нели, се влечат се влечат случаите, да не се лажеме, и тоа не е случајно, а доколку беше некој, не дај Боже, од ВМРО ДПМ, ќе го спакуваа за 2 недели во некој затвор, нели, со казна и се, но еве овие имаат некаква разрешница. Ке се случили конечно во Македонија за промена, некој функционер на ДУИ поврзан, неве како со некој внук или со било што, за него
да се случи истото. Правите пресконференции, сомнежот е основан, премногу пари се. Луѓето ги сонуваат овие пари во Македонија и на многу други места. Конечно, некој од ДУИ да падне како што треба да одговара пред законот, овие заштитени мечки во Македонија. Не, кратко и јасно одговорот мислам дека не. Ова е моје лично мислење. Зошто? Затоа што главниот обвинител за гонење на организиран криминал и корупција е предлог на Демократската унија за интеграција. Тој што треба да го истражува криминалот е нивен предлог. Ви реков, му седи буквално на глава таткото на младиот Дрин Ахмети. Убаво рековте. Човек кој што добил концесии за хидроцентрали, односно за хидроцентрала. Понатаму овој помалиот брат исто така гледате дека го промовира непотизмот, партизацијата, го праќаат во мисија во амбасада на Република Македонија надвор од државата без никакви критериуми. Значи само со 10 месеци стаж го прават прв секретар на амбасадата. Значи тие работи нема кој да ги истражува. Јас сум убеден дека нема да има никаква одговорност. Зошто? Ако можеше тој, јавен обвинител за гонење на организиран криминал и корупција, да биде поставен, значи изгласан со над 60 на гласа и без ниту еден против, значи од сите негови колеги, кои што ни еден од нив или многу малку го познавале, ниту видоа негова програма, го изгласа, значи го наместија. И тука зборувам од сите националности, македонци, албанци, сите го имаат гласано. Да не се лажеме. Македонија имаше. Сите го имаат гласано до еден. Значи го имаат гласано по директива. Зошто? Затоа што се работи за партиски договор, се работи за заробени институции. Обвинителството не е независно како што е по закон. Обвинителството е под контрола на ДУИ и на Социјалдемократскиот сојуз. Меѓутоа ДУИ е тој што ги води работите. Доколку се случи да еден од нив падне во било каков процес. Еве гледате и со случајот со Рамис Мерко, се надам дека и него ќе го допреме. Гледате дека тие не реагираат на нашиот стратешки партнер. Им кажува, значи не индиции, тврди дека е тоа така, не прашува. Значи потврдува, прочитате го извештајот, ќе видите дека точно се потврдува дека има мешање во правосудството и дека е точно зашто е односно ставена на црната листа. Тие не реагираат, не го тргаат и така натаму. И сега, ако се случи еден од нив да замине во процес таков, процес кој што и ќе заврши, еве дури да го почнат процесот. Можат и тоа да го направат за јавноста. Не викам не. Да ја замајуваат јавноста, почнато е, меѓутоа ќе се заврши на крај како со Рашковски ќе го гледаме наместо во притвор ќе го гледаме на факултет или Закири ќе го гледаме дека вади боледување и така натаму, нема да оди на судски рочишта, Катица Јанева гледате библиотекарка стана случајот. Така. Не верувам дека ќе се случи, затоа што ако тоа се случи, тогаш ќе им падне владата. Владата е целосно контролирана од ДУИ. И тоа Социјалдемократскиот сојуз го знае. Јасно им е. Моментот кога ќе паднат од власт, не е само политичката одговорност што ќе носат. Ќе носат и друг вид на одговорност. И тие се свесни за таа работа. И ние тоа многу пати сме го кажувале. И одговорници, и од пресконференции, и по емисии го кажувам. Одговорност ќе има. Мора да има одговорност. Ако нема одговорност, тогаш ќе си ја изгубиме државата. А на најдобар пат сме да ја изгубиме државата. На најдобар пат сме. Погледнете што се случува со изјавите на амбасадорите. Можеби и не е примерно да се повикуваме ние како политичка партија на изјави на амбасадори. Меѓутоа, американската амбасадорка тим за санкции ни донесе. Тим за санкции за борба со корупција. Ни ставаат луѓе на црна листа од надвор. Ние не знаеме, тие знаат. Италијанскиот амбасадор кажува дека има голема корупција во Македонија. Британскиот амбасадор, значи на Обединетото кралство, голема корупција. Погледнете ги последниве две интервјуа на холандскиот амбасадор и на амбасадорот на Австрија. Ја укинаа помошта за судскиот совет. Холандјаните се повлекоа од проект, значи финансиски средства повлекоа од проект, значи во кој што инвестирале за развој, за помош на нашата држава, за нашите органи. Тие го гледаат тоа. И сега тие го гледаат тоа, ние не го гледаме. Последново со Зоран Заев? Еве го, убаво го спомнавте случајот. Контекст, човекот што ќе тужи амбасада заради нарушување на честа и угледот. Катастрофално. Човек кој што бил премиер, кој што морал да ги знае односите со амбасадите како одат, кој што мора да ги знае правилата. Има и законски норми по кои што се однесуваат амбасадорите. Вие не можете да го тужите амбасадорот. Тоа е малку Монти Пајтон. Па не можете да го тужите.
не дозволуваат законските прописи. Така. Но може ли да реагира на меѓународна заедница кога се работи за собствениот џеп? За собствениот џеп може, убаво приметувате. Кога е за себе и за неговиот личен углед, тогаш може. За Македонија не е проблем. Ете така е. Истото и јас се согласувам со вас што го кажувате. Затоа што за Македонија кога се работи, тогаш ќе молчи. Ќе ведне глава и ќе вика не е страшно да се прифати било што. Не страшно е, затоа што со тоа ги оседуваат идните генерации на пропаст. А вама ако ви е загрозен личниот углед, ќе ве молам, тоа треба вие да го докажете. Наместо да ги повикате институциите, кои што патем речено институции, вие сте ги реформирале, се сеќавате, тој беше реформаторот, главниот реформатор на судството. Така. Го отвори нели како пупка. Така. И сега тој истиот што го реформираше судството, тој му објаснува на австрискиот амбасадор дека верува дека се е во ред. Па како е во ред? Значи седнала сериозна амбасада на сериозна држава. Австрија, тоа не е Зимбабве, да не ми замерат и Зимбабве. Не сакаме да не вредиме ни една држава, меѓутоа ви пишува, ви укажува на конкретен случај дека член на вашето најблиско семејство прави работи кои што се недозволени. Ако требал да плати 4,5 милиони евра во меѓународна арбитража, сега избегнува за да не го плати, па тука ги вклучува работници од катастар, адвокати, обвинители, не знам кој се уште не во процесот, судии и така натаму. Тоа е доказ дека во Македонија се заробено. Значи се работи како машина, меѓутоа како да речам, не во правилна насока. Моторот не работи како што треба. Тука е главниот проблем. А за тоа, повторно ќе речам, тој главниот реформатор е виновен за таа работа, кој што откако ги изгуби изборите, се повлече на еден така културен начин, што би рекол, постави еден пион таму да го контролира и сега од страна се обидува да мешетари од халки-дики пушта пораки постојано. Да. Така. Начинот на кој што функционира оваа влада, особено ДУИ, НОИ, СДС, е со узурпирање и заробени институции кои што ги споменавте и вие, значи ги преземаат буквално како случајот со Абази. Вториот начин, исто тој и по судовите, знаеме, тоа е јавна тајна, затоа имаат 4% судовите, 3% обвинителството. Да. Според многумина е и многу. Стево Пендаровски имаше 0,2. Мислам дека можеби тие имаат да, на 500 души, на 500 души, так. Еден ќе го гласа. Да. Но освен начинот на функционирањето со узурпирање заробени институции, имаат еден втор начин, тоа се вика со заплашување и закани кон институциите, односно покажување на мускули, да не речам. Ова се случува во моментот токму со ДКСК или антикорупцијската комисија, каде што Артан Груби вели дека не ги бива, дека другиот состав можеби нешто ќе направил. Како гледаш на овој момент кога едно независно тело е третирано од ајде да не се лажеме, тој е премиерот, нели, Ковачевски, така онака е прв вице-премиер, односно премиер, да, така. Да. Значи тоа го кажува човек со таква функција, нели, со таква моќ, дека овие не ги бива. Самиот вокабулар на еден човек на таа позиција, нели, против едно тело кое што за нивна жал откри неколку криминали на ДУИ. Се плаши дека ќе отворат повеќе? Срамно е начинот на кој што се однесуваат институциите, зборувам на владата, кон независното тело. Антикорупцијска комисија е гласана во парламент, значи во собрание, во еден легитимен и легален избор. Беа повикани, тоа е уште пред јас да бидам пратеник, се повикани во собрание, давале интервјуа, кажувале своја визија, што ќе работат, како ќе работат и така натаму. И тие се поддржани и од ДУИ. Колку ја што знам, добар дел во нивната номинација има и господинот Артан Груби. Еве нека го демантира тоа ако не е така. Значи, ако имате прв вице-премиер кој што така се однесува кон антикорупцијска комисија, ако имате уште еден вице-премиер, тоа е госпоѓата Славица Грковска, ќе ве потсетам, и таа излезе со напад кон антикорупцијска, па и господинот Маричич, ако не се лажам. И тој имаше некаков напад кон антикорупцијска комисија. Да не кажуваат во Европска комисија дека Наумче Војсовски им лупнал кривична пријава на антикорупцијска, а тој е избран функционер на СДСМ. Точно така. Значи, тројца вице-премиери, наместо да даваат подршка на тоа тело, кое што за жал нема некакви извршни овластувања, тоа е повеќе за превентивно делување, за алармирање, за изнесување работи во јавноста, за поднесување пријави и така натаму до обвинителството, наместо тие вице-премиери да даваат подршка на таа антикорупцијска комисија, доколку навистина сакаат борба со корупцијата, како што декларативно кажуваат, тие го прават токму спротивното.
Значи сакаат од сам старт да ги понижат и да покажат дека воопшто, едноставно еве да го искористам терминот што го употреби, не ги бивало. Како може да не ги бива? 7 години сте на власт. Што направивте вие за да ги бидне и нив и борбата со корупцијата? Ништо. Зошто даваат ништо? препораки, ниедна не е спроведена од нив така. Извештаите ние секоја година ги гледаме во собрание. Да. Извештаите се многу конкретни. Има работи. Пак ќе кажам, јас не сакам да ја глорифицирам тука антикорупцијска Дефинитивно комисија. така. Затоа што многу пријави од ВМРО ДПМН кои што се поднесени се завршени во фјока или не знаеме кај се завршени. Джафери беше примерот со Има тие некои вадеа и по своји наоди, по своји видувања, меѓутоа имаме конкретни примери каде што ние сме поднеле, до ден денеска нема резултат. Не и се таа работа. Значи зборуваме сега за конкретни работи и активности. Ако немате поддршка од првите што треба да ви даваат, тогаш вие сте осудени на пропаст. Меѓутоа, го видов известувањето и од господјата Ивановска. Нека си го погледне, вика Артан Груби, извештајот на Европската комисија. Тие извештаи ги добиваме и ние во собрание ги читаме. Точно таму е посочена дека треба да се даде помош, односно поддршка на антикорупцијска комисија, затоа што на некој начин е некое светло на крајот од тунелот. Има обиди, значи, за да покаже борба со корупцијата. И од моја гледна точка, мислам дека на тоа тело треба да му се даде поддршка. Треба да му се даде поддршка, затоа што со тоа што не се дава поддршка, ние во моментов сме послаби од Косово во делот на борбата со корупција. Ако сме послаби од Косово, не сакам со другите да се споредувам, не сакам ништо да му одземам на Косово. Доволно. Најмладата членка на меѓународната сцена се уште го нема заокружено својата државност ја нема заокружено. Ние еве сме ја заокружили, нели, членка на НАТО сме и така натаму, сме послаби од него. Послаби сме од африканските држави. Од една Руанда сме послаби, од една Ботсвана, Гана и така натаму. Значи, ние, ако сакаме да почнеме некакви преговори, како што овие се обидуваат, нели, да не убедат, само уште уставните измени останали, готово сме влегле во Европската унија, ние ќе мора да се зафатиме во борба со корупција. Тоа ако не го направиме, ни кажа холандскиот амбасадор. Прочитајте го интервјуто, многу јасно кажува. Не интересираат уставните измени, реформите внатре, борбата со корупцијата. Тоа докаде, каде се милиардите што ги имаме дадено, вика, за ваш развој. Тука е главното прашање. Милиардите ги нема, милиардите се украдени, а одговорност нема. Никој не одговара за ништо. И затоа ние не можеме да исчекориме напред. И затоа е прашањето, она што го споменавте, случајот со господинот Заев пред малку. Прашање е дали на патот кон Европската унија не се бугарите само проблем. Тие се една димензија на проблема. Дали нема да добиеме вето, за жал, можеби од Холандија, можеби од Австрија, можеби од некои други држави. Тука е главната поента и главното прашање околу кое треба сите да се фокусираме. Без разлика на политичка определба и така натаму. Тоа е заедничка цел и тука треба сите да се насочиме. И германските ултрадесничари, кога беше, нели, околу Македонија, порачаа дека каква Македонија не е за ЕУ затоа што е тотално корумпирана земја со тотално нестабилна влада. Многу реално за жал, за наша жал. И тоа е срамота, Љупчо, извинете, уште еднаш ако може да се дополнам. На мене ми е навистина срам што ова се случува со нашата држава. Јас не сакам така да зборувам. Секој сака за својата држава да зборува во суперлативи. Дека живее во една средена држава, во држава во која што младите имаат просперитет, имаат своја иднина, каде што одите во болница, односно ги користите здравствените услуги без проблеми, значи без врски, без плаќање и така натаму. За суд да не зборува. За запишување на факултет не плаќате и така натаму. За судски процеси да очекувате дека ќе има правда, дека ќе има ред и поредок. Затоа што не можете да очекувате дека некој ќе ви остане во оваа држава на овој начин. Значи, мора да покажете, мора да дадете сигнал дека вие сте подготвени да имате држава, значи да ја водите државата. И секој сака средена држава. Јас сакам да зборувам за средена држава. Не сакам да зборувам за овие проблеми, оти ова е бербатење на јавна сцена токму од овие што се на власт. За парадоксалноста на оваа влада и на целиот овој систем, нели, кој го руинираат, зборува и моментот што еве имаме, како што каже и самиот, барање од меѓународната заедница да се даде поддршка на таа антикорупцијска, за да тие нивни препораки некој ги спроведе конечно, нели, да се види дека ги почитуваат и ги поддржуваат. Од друга страна имаме еден
вице-премиер за борба со корупција кој што најде путер, после него имаме Грковска за која што има позитивно мислење, сите додека не слушнаа дека таа е антикорупционерот Владин, кој што ургира кај вистинските антикорупционери да не го прават тоа што треба да го прават. Парадоксот на целата оваа приказка. По парадокс е Лјупчо. Не сакаат тие да има борба со корупцијата. Затоа што тие знаат дека уште неколку месеци од власт имаат. Тие се свесни. Гледате, тие не го слушаат гласот на нашиот стратешки партнер на Соединетите Американски држави. Им кажуваат имате лице на црна листа за господинот градоначалникот Струга зборува. И тие го исклучуваат од партијата, му ги замрзнуваат партиските функции и така натаму. Каква корист има граѓанинот од тоа што нема му се замрзнати функциите во партијата? Значи нема институционална реакција, нема лична морална одговорност да ја поднесе оставката. Да каже луѓе да, навистина е тоа така или не е така, меѓутоа додека не се утврди, еве јас ќе се повлечам од функција. Па ако се утврди дека не сум виновен и така натаму, повторно ќе влезам во политика. Но може да му ги одземат и ингеренциите како владата може, градоначалник, затоа што на голем број наши градоначалници, тука морам да ја прозвам владата директно, затоа што се знае дека оди субјективно кон нашите градоначалници од ВМРО ДПМН им се одземаат ингеренции. Им ги одземаат апсолутно политички. Да. Затоа што тоа што го прават е крајно некоректно. Луѓето се избрани на избори, најголемиот дел од граѓаните ги имаат гласано. Им дале подршки. Сега овие за да покажат дека не ги бива, им ги одземаат ингеренциите. Ако Рамис Мерко не сакаат ништо да превземат. Да. Само некакви јавни искажувања имате од премиерот, препукувања, Facebook статуси и така натаму. Тоа не се работи така. Вие ако сте државник, вие треба да превземете мерки. Народот сака да види нешто конкретно. Празни зборови. Вие не можете да користите цело време и да очекувате дека некој сам од себе ќе се средат работите. Не се средуваат. Вие сте ставени на функција за да работите. Тоа треба вие да го одработите. Ако не е одработено, граѓаните ќе ви кажат на избори. И затоа бегаат тие од избори. Тие знаат дека уште неколку месеци имаат од власт, тука е парадоксот, не ги интересира ништо, тотално ништо не ги интересира, гледаат само како што повеќе да си ги наполнат джебовите, да си постават луѓе, структури, во обвинителство, во судство и така натаму, судски совет, совет на јавни обвинители, луѓе преку кои што ќе ја контролираат после целата работа, односно постапките кои што јас уште ги најавив, меѓутоа повторно ги најавив. Постапки кои што ќе следат против одговорните лица. Да не си мисла дека нема да има постапки и дека ќе биде како и до сега. Тоа нема да биде така. Од тој аспект, уште еднаш ќе кажам, да не се замајуваат и да си мислат дека тоа така ќе биде. Ќе постои еден генерален ремонт, ќе постои ветинг и ќе има нулта толеранција за корупцијата. Да не си мислат дека некој ќе им помогне. И уште нешто ќе кажам. На овие случаи многу јасно се гледа дека и токму тие што до вчера им даваа поддршка, веќе се откажа од нив. Веќе се откажа од нив и веќе гледаат со каква структура, со какви нерани мајковци, по втор пат го кажувам во емисијата, си имаат работа. Мене ми е срам што такви луѓе ја водат државата и што некој воопшто некогаш го дал гласот за нив. Во континуитет на овие антикорупционерите владени, нели, и Николовски, и Грковска, кои што наспроти потребата од помош сипаат песок во таа сојузничка антикорупцијска осовина, нели, го имаме и премиерот Ковачевски, кој што го спомнати, кој што наместо да го направи тоа што треба да го направи доколку е, нели, она што се представува, да го пресече Мерко, да му ги одземе ингеренциите, тој вели јас да имав, да бев на црната листа, ќе ми беше срам и ќе си даде веднаш оставка. Што сакаше да каже? Аман те молам, нели, замини си, ние не смееме да те бутнеме. Ова е продолжение на целата таа приказка, демистификацијата на неспособноста и на покажување јасно кој е кој во владата. Апсолутно, па Мерко и во неколку во една прилика дури и кажа дека ние ќе кажеме на владата што треба да одлучи. Го имаше тоа по медиумите, мислам излезе деновиве. Значи се знае кој кажува во владата. Тоа е Дуи, тоа е Али Ахмеди. Мерко е еден од првите топ 5, топ 10 во раководството на таа партија. Така да тоа е главниот. Тоа што Ковачевски кажува дека некој бил ставен на црна листа, мислам дека тој е ставен на црната листа на македонскиот народ. 2001 година, тогаш кога избега, не е облече униформата и кога требаше да го брани народот. Од тогаш е тој ставен на црната листа. Втор пат кога е ставен на црната листа, значи дополнително, кога го потпишуваше, односно кога го прифаќаше оној срамен бугарски договор со кој што
македонскиот народ дозволи значи да му биде нападнат идентитетот. Дозволи да му се менува историјата под некакви диктати и така натаму. Значи човекот апсолутно нема право да повикува некого да даде, да речам, оставка. Има право, реков, како владин функционер, може да одземе ингеренции, може да разговара со лидерот Али Ахмети, па да се договорат овој да поднесе оставка ако нема веќе личен и морален, односно ако нема веќе такви амбиции, да кажам, тој тоа да го направи, односно бега од поднесување, нема таква свест, тогаш тоа да го направат во еден коалициски договор за да се покаже дека навистина го почитуваат и стратешкиот партнер, меѓутоа го почитуваат и граѓанинот тука во Македонија. Затоа што срамно е, најголем срам е во Македонија, некој од надвор на нас да ни кажува какви криминалци ние овдека имаме, какви криминалци ја водат државата. Ние тоа го знаеме, го знаеше и Ковачевски. Да не се прави од Марс сега да го повикува Рамис Мерко да си даде оставка. Ковачевски многу добро знае. А ако не знаел, требал да знае. Требал да створи механизми за да биде информиран затоа што тој е премиер. Така, но него ни повика, тој му кажа што би направил тој доколку бил на неговото место. Немаше смелост ниту тоа да го направи. Нема, така се согласувам. Имаме уште многу теми за отворање, ќе зборуваме за состојбите алармантни во армијата, сето она што се случува за што Ковачки е негово поле, нели ќе зборуваме и за други теми како уставните измени. Навестуваат сега ќе биле кон крајот на јули, претходно беа крајот на јуни, претходно беа крајот на април, март и така натаму. Ќе зборуваме за протестот сенародниот собир на МПЦ ова утре. Има уште многу теми за отворање. Со нас е Драган Ковачки, се враќаме по кусиот блок реклами. Останете со нас. Се враќаме во За или против. Мој гостин е Драган Ковачки. Болната тема Арано Драган. Дали корупцијата завладеа и таму? Петровска тврдеше министерката дека подкуп не постоел во АРМ. Не постои ли? Постои. Подкуп постои во армијата. И тоа беше една од причините зашто бев повикан на ТВ дуел, ако се сеќавате, минатата година, ноември, декември месец, не се сеќам точно кој беше. Каде што јавно објавив на комисијска седница дека за испраќање во мировни мисии, за вработувања и така натаму, за унапредување, дека се даваат одредени суми на пари, 3000, 4000, 5000 евра и така натаму, во зависност. Тогаш бев повикан, бев демантиран, бев обвинет дека лажам и така натаму, значи со најпоградни зборови се беа нападите кон мене, лични беа нападите, дека измислувам и така натаму, сум насакал штета да нанесам, нели, и така натаму. Меѓутоа, она што можевме да го видиме деновиве е тоа дека токму на еден од посочените, значи, примери, како ја што го кажав, видовме дека има уапсено едно лице од воената полиција и уште едно лице од касарната во Тетово, кои што били инволвирани во давање, односно во посредување на пари за подкуп. За едно лице да стане, да кажеме, офицер. И тоа токму се случуваше во Министерството за одбрана, односно во армијата. Сега, каде е проблемот тука? Она што јас го гледам и што ја повикува министерката да излезе да каже е следново. Зошто министерката го поништи конкурсот за производство на офицери? Тоа е главното прашање. Да подобјаснам. Ако се обвинуваат двете лица дека тие посредувале за земање на пари, барање, земање пари и така натаму, тие пари некаде требало да завршат, нели? Повисоко. Зошто? Затоа што секогаш, кога се работи за подкуп, за да имате дело подкуп во било која институција, мора да имате дело, односно лице кој што ќе потпише за нештото да се случи. Значи, ако се земени парите за подкуп, за одредена намена, еве лицето да станело офицер. Ако не станало офицер, тоа лице, а тоа може да се случи единствено со потпис, значи преку конкурсот ако се валидира и ако после тоа се заврши тој курс, лицето може да биде произведено во офицер. Сега, ако не е подпишан конкурсот, лицето значи не станало дел од тимот кој што требало, нели, да биде унапреден, односно да го помине курсот за офицери, вие немате дело. Односно имате дело, меѓутоа тоа дело се вика измама. И за измама ќе одговараат тие двајца што посредувале.
И земале парите и сега каде ги дале ние не знаеме. Така, Ако ова имало не е подпис случај. на највисоко ниво горе, Да. тогаш веќе станува за подкуп. Тој што подпишува, тоа е министерот. И затоа јас ја повикував министерката и пред неколку дена ја повикав, меѓутоа гледам дека се јавува со некакви изјави дека конкурсот е поништен за да се отфрлат сите сомнежи. Демек, не. Нека каже дали конкурсот е поништен затоа што парите завршуваат највисоко. Тоа треба да излезе да го каже. Затоа што јас мислам дека рибата смрди од главата. Не може доле војници да земаат пари и да произведуваат офицери, а за тоа горе никој да не знае. Тоа секогаш се работи по директива. И тоа министерката како поранешен припадник и на Министерството за внатрешни би требало да го знае. И веројатно го знае и затоа го има и поништено овој конкурсот за да се забошотат работите, односно да не се открие ништо. Значи ќе си продолжи со таа традиција, значи со давање на пари за мисии и така натаму, тоа нема да престане. Ќе продолжи рибата да смрди од опашката, како случајот со шалтерските работници во Во МВР така направија, да, во МВР одговара кабелот во модуларната болница секогаш се наоѓа некој на опашката нешто било и најдолните кабел секогаш дури одговараат, одговорните се покриени, заштитени се како бели мечки за жал и единствено можам да кажам, она што можам да го кажам е тоа дека органите на прогонот не треба да бидат слепи, не треба да бидат глуви, треба да знаат дека има луѓе што ја разбираат оваа работа и ги гледаат работите. И доколку прикриваат, односно дозволуваат да се случуваат работи со кои што се прикриваат вистинските извршители, односно нарачатели, дека еден ден ќе има одговорност и за тие што тоа не го направиле. Тоа треба да си го знаат. Имаат проблем со тебе, ги разбираш добро работите, зашто помина голем дел од животот таму, постојано им сугерираш нешто дека е како што не треба, тие ти враќаат најчесто така арогантно и агресивно, како во случајот со кризната состојба. Зошто не знаеш што е кризна состојба, како што би рекла Петровска? Па не знам јас себе сега дали знам или не знам, тоа ќе ценат граѓаните. Дали таа знае, нека ценат повторно граѓаните. Јас она што можам да го кажам за прогласувањето на кризната состојба на територија на Газибаба, односно во делот на затворот и Дризово, каде што јас изразив свое негодување, така да кажам, и во собрание, меѓутоа и по социјалните мрежи, негодувањето е за следното. Не може војници да чуваат затвореници по било кој основ, освен ако не се надвор на мисија, па да мора да воспостават ред на таа територија. Зошто? Затоа што нашето уставно уредување многу јасно ги има предвидено и ги има пропишано надлежностите на полицијата, на армијата и така натаму. Да, во кризна состојба армијата асистира на полицијата, има правилници и така натаму. Меѓутоа во одредени состојби, не во сите состојби. Тоа се не знам за помош, по пожари, поплави, може би некои други асистенции исто така од повисок ранг, каде што може би ќе има употреба на оружје, граници и така натаму. Меѓутоа да чувате затвореници во центар на Македонија, недалеку од Скопје, мислам дека тоа е поразително. Во најмирнодопски услови и е преседан. Зошто? Министерката ја слуша, вика вака. Од безбедносно разузнавачки служби бевме информирани, значи од нашите безбедносно разузнавачки служби, бевме информирани дека се намалува бројот на затворски чувари. И затоа е прогласена кризна состојба. Две работи се тука важни. Како може наши безбедносно разузнавачки служби, кои што треба се занимаваат со закани, тероризам, шпионажа и така натаму, да се занимаваат со работа која што е институционална. Че тоа таму се има во тоа Министерство за правда, се има надлежни структури кои што треба да си водат распоред. Ама ова е како путерот, прости што те прекинувам, дознале разузнавачите дека има недостиг на чувари. Малку е повторно Монти Пајтонова. Каде е планот за зановување, ако некој оди пензија и така, значи мора да има план за пополна, за вработување и така натаму. Значи зошто се тие раководни лица, зошто плата земаат? Зарем треба службите со тоа да се занимаваат? Војската пополнува дупки сега во моментот. Така. Ја пополнува дупката која што некој друг не ја сработа, значи поради својата неспособност и криминализираност. Токму затоа не, значи тотално се незаинтересирани за решавање на состојбите. Држава со најголем број на бегства од затвори сме и сега најдоа 7-та година од власт на заминување да ги решаваат состојбите со прогласување на кризна состојба. Зошто е преседанот направено, да кажувам? Затоа што ако прогласите кризна состојба на територија на одредена општина и извадите војска на улица, војската нема средства за присила, значи нема пендреци, нема лисици, нема другите
Овластување што ги има Министерството за внатрешни, реков, точно е предвидено што овластување има. Војската има оружје со кое што пука и убива. Што правиме утре? Ако некоја идна влада или оваа постоечкава прогласи кризна состојба на територија на некоја друга општина, не знам, општина Центар, парламентот да го земе, на пример. Како тогаш ќе реагираат војниците? Ако треба да излезат... Преседанот го имаме, така. Па го имаме. Јас затоа викам, нека си ја праша незината предходничка, почитуваната Радмила Шекеринска. Што има зборено и каде има кажувано 2016-2017 година, кога одела по амбасадите. Дали ко дошела дека ќе се прогласи кризна состојба и војската ќе биде извадена на улиците, со цел да остане предходната влада на власт. Нека си ја праша дали е тоа точно или е неточно и дали е исправно или е неисправно. Јас токму затоа кажувам, овие преседани не смеа да се случуваат на Република Македонија. Ние сме членка на НАТО. Во ниту една држава членка на НАТО ова се нема случајно. И не смее да се повтори веќе. Дали во една членка на НАТО има најава од еден вице-премиер за евроинтеграција и каков и да е, кој што меѓу два ручека најавува дека ќе ги повикува пратениците на опозицијата на тет-а-тет средби, еден на еден, и при тоа ќе зборуваат за уставните измени. Еве, Маричич те вика на разговор. Што би му одговорил? Бака, прво, ќе ви одговорам и на прашањето, меѓутоа пред да дадам одговор на прашањето конкретно кон мене, ќе кажам, во Македонија точно е предвидено што е извршна власт, што е законодавна власт. Законодавната власт, собранието, пратениците, ја контролираат владата, министрите и премиерот. Значи, наша задача, обврска е да ја контролираме владата. Не е обратно. Не може владата да разговара со мене. Може тогаш кога ќе ја прашам. Ако не ја прашам, нема што да прашува таа во парламент. Ова е парламентарна Затоа што ние сме избрани на непосредни избори од граѓаните. Тие не се избрани. Ковачевски не бил ниту на избори, знаете, тој го донесоа, го насадија и сега изгубен е човек. Не може да ги пополни кондурите што му се дадени да ги носи. Меѓутоа, Маричич, го слушам дека вртел во ВМРО. Не знам каде вртел. Нека каже на кој број вртел, може го сгрешил бројот. Сега малку и саркастично мора. Мора и саркастично да реагирам. Во врска со она што ме прашувате дали ќе разговарал со мене, нека не се мачи. Нека бега на 3000 милиметри, ако сака да разговара со мене за ова прашање. Толку би имал што да кажам јас по однос на тоа прашање. Самиот чин како чин на власта, гледањето кон ова, некој да си дозволи такво нешто, нели, да повикува пратеници, наликува на некои методи, на некоја приказка повторно за агресија, ароганција, нешто што не би требало да се случи. Тоа им се влече од 2018, тие тогаш тоа така го направија, меѓутоа тогаш беа други состојбите. Така, други пратеници на минатото, да. Така е. Пола раководство беше под прогон и така натаму, знаете што се случуваше. ВМРО беше обвинета малтене за тероризам, само што не обвинија партијата. Така да смените се работи. Над 80% од граѓаните викаат не. Кој е тој Маричич? Ај што врши предавство, па одозгоре и мене ќе му убедува јас да го направам тоа. Од каде влечете вие легитимитет за таа работа? Кој ви го дозволи тоа да си мислите дека можете да разговарате со пратеници? Не сакам да те гледам, како да ви кажам. Најавија дека ќе ги стават на дневен ред во собрание уставните измени во јануари. Последното беше во јуни, но еве денеска слушнавме од истиот тој Маричич дека кон крајот на јули ќе ги стават уставните измени на гласање. Зошто еве 7-8 месеци постојано одложуваат, чуму не ги ставаат веќе еднаш на седмица? Многу е јасно. Јас и ние цело време тоа го кажуваме. Тие тоа го најавува уште минатата година. Дека нели кон крајот на годината веќе ќе требаше да се најдат, меѓутоа видоа дека нема согласност. После тоа кажува февруари, март, април, цело време го разликуваат. Па јуни, јули, еве го сега некако се поклопија. Маричич кажуваше дека во јуни ќе се стават, ако се сеќавате, па излезе Артем Груби кажа во јули ќе се ставеле. На крај излезе дека Маричич го смени ставот, во јули ќе се ставеле. Не во јули, не во август, кога сака нека ги стават. Утре нека ги стават. Не треба да чекаат. Зошто да чекаат? Дајте да видиме, ќе поминат, нема да поминат и да одиме на избори, да извлечеме оваа држава од криза. Затоа што Македонија е во политичка криза. И не е само политичка, по сите видови кризи ние во моментов ги имаме. Меѓутоа, еве, таа е најкритична за да можеме да ги откочиме другите процеси. Изборите се, начинот на кој што тоа може да го направиме.
Меѓутоа, главното прашање е зошто не ги ставаат? Е затоа што тие знаат дека ние нема да гласаме. Меѓутоа, тие не се сигурни ниту во собствените пратеници. Значи тоа не е бош муабе што би рекле во кулуарите, тоа е не е бош. Вистина е. Вистина е, значи еве ако не е вистина, нека ги стават утре на гласање и да видиме, да се преброиме. Јас ве убедувам дека нема да гласаат сите од нив. Дали некој ќе се разболи, нешто ќе се случи, меѓутоа нема да го имаат потребниот број на пратеници на оние што сметаат од сопствените. За нас не сакам ни да зборувам, мислам, ние сме се произнесе дека таква работа под диктатот бугарски, под овие околности како што се сега оно што го прифатиле. Кога не сакаа нас да не слушаат, нудевме рака подадена, дајте да помогнеме со наши размислувања и така натаму. Кога нудевме предлози, тие ги одбиваат на прва, па после дури и не напаѓаат. Дека сте ги прифатиле уставните измени и така. Се уште трае. Спинуваат со тие работи, да, меѓутоа и не само што спинуваат, туку каде одат, оговараат. Оговараат со најдолни изрази. Значи, вреѓаат, навредуваат, простете на изразот, значи навредуваат, лепат етикети за некаква афилијација кон одредени други држави и така натаму. Значи, тоа го прават и во Европската унија, и кај нашите стратешки партнери. Секаде каде одат, тоа го зборуваат за опозицијата. А не гледаат дека 85% од граѓаните се против. Па дали целиот народ кој што е против, во моментов е таков како што тие ја представуваат опозицијата. Тоа не е така. Тоа тие многу добро го знаат. Меѓутоа тоа го прават затоа што тоа им е единственото гориво, начин на кој што можат да се продадат, мислејќи дека некој од надвор ќе ги остави на власт. А од надвор не се останува на власт. Власт дава и зема народот на избори. Зошто еве добро не ве слушаат вас како и секогаш ги слушаат оние од страна. Доколку ги слушаат оние од страна, зошто не допред до нив гласот на Радев кој што вчера кажа не се уставните измени, само Македонија има да исполнува уште многу услови после тоа. Тоа го кажува, тој претходно го кажа половина екс-бугарска влада која што нели има ја нема нивните лидери и сето тоа. Зошто ако еве бидејќи многу добро ги слушаат оние од меѓународната заедница или пак оние нели од странство што би рекли, зошто не го послушаат Радев и не сватат што им кажува? Која е пораката во шише или? Господине Љупчо Цветановски, тие не треба да го слушаат Радев. Тие треба да видат што потпишале. Така. Значи тоа Бујар Османи по налог на Ковачевски и на Ахмети го потпиша. Значи потпишаа протоколи, прифатија работи кои што се неприфатливи. И со кои што и даваат право на Бугарија да не блокира уште не знам колку пати на патот кон Европа. Не е само оваа пречка. Ајде ќе ја прескокнеме оваа пречка. Што е следува после? Ќе можеме да гарантираме дека нема да има ново вето. Ќе се повикуваме на изјави од некој. Не изјави. Сакаме конкретни работи. Конкретно да се види на хартија, документирано, гарантирано. Така можеме да одиме напред. А со изјави, со толкување и така натаму, 20-30 години веќе тоа го слушаме. Преку глава му е на македонскиот народ од лажење и од манипулирање. А посебно по овие кои тоа го прават на еден многу несигурен начин. Дури не се способни да манипулираат. Се гледа, провидно е. Радев многу јасно кажува. Бугарската заменик председателка Јотова исто така многу јасно кажува. Не ви се само овие проблеми. Значи ќе си имате и други работи што треба да ги решите по патот, а тоа е историјата ќе мора да ја смените. И тоа е начинот на бугаризација што цело време викам. Затоа што тие викаат не се смени Македонија, односно не се бугаризиравме. Па нема одма веднаш да се бугаризираме. Идејата е преку историските читанки, преку менувањето на менталитетот на луѓето, 10, 15, 20 години, генерации, да се промени идентитетот на македонецот. Таа е идејата. И тоа како не можат да го видат. Или па го гледаат, па не сакаат да го прифатат, знаејќи дека направиле голем зулум кон сопствените деца. Исполнавме децата, има утре еден протест кој што е посветен токму на децата, нивната иднина. Протестот на Македонската православна црква Охридска архиепископија кој што се одвива утре против предлог законите за родова еднаквост и матична евиденција. Кој е твојот став околу ова? Има јавен повик, конечно и Светиот архиерејски синод е единствен, поглаварот имаше порака, еве утре во 18 часот пред соборниот. Да, единствени сме и ние по тоа прашање. И јас лично ќе бидам присутен на тој собир. Јас не осудувам никого, значи ние мора да градиме општество на толеранција, на разбирање и така натаму. Тука неспорно е тоа. Секој може да си биде што сака, може да се декларира како сака, немаме ништо против. Може приватниот живот да си го живее како сака, ние нема на никого да му дзиркаме внатре во домот што и како прави, апсолутно подршка за сите кој како сака. Меѓутоа,
Ние сме против тоа. Не може полот и родот, значи полот да биде машки и женски, а родот да бидат, не знам, машки и женски, не знам уште колку, дури ни самите не знаат колку други родови се. Тој начин на менување на општеството, значи не на државата, туку на општеството, за мене е неприфатлив. Јас доаѓам од традиционално семејство, партијата ни исто така конзервативна и ние ги застапуваме тие ставови. Така да јас лично ќе бидам присутен на тој протест, ги повикувам и граѓаните сите што се во можност да ни се придружат на еден мир, на еден мирен протест и да ја поддржиме Македонската православна црква. Патем речено, мислам дека и останатите верски заедници го поддржуваат овој став кој што го имат Македонската православна црква и грото, односно поголемиот дел од граѓаните. Така. Се гледаме значи утре на Собирот во 18 часот. Ти благодарам што беше мој гост. Благодарам за поканата, ми беше чест. Ми беше чест. Ви благодарам и вам што бевте со нас. Да сте не живи и здрави и секако чувајте се многу.